Слово петто. За усрдното и действително покаяние, за животот на светите осуденици и за затворот. Покаянието е обнова на крштението. Покаянието е завет со Бога дека ќе се води еден нов живот. Покаянието е извор на смирение. Покаянието е неотповикливо откажување од секоја желба за телесни добра. Покаянието е само осудувачка мисла и грижа за себе без грижа за надворешните нешта. Покаянието е ќерка на надежта и одрекување на безнадежноста. Покајникот е осуденик кој што не е лишен од чест. Покаянието е помирување со Господа преку вршење добри дела спротивни на поранешните гревови. Покаянието е исчистување на совеста. Покаяние, тоа е доброволно трпење на сите маки. Покајникот е човек кој што сами од себе си изрекува казна. Покаянието е големо истоштување на стомакот и камшикување на душата со силни чувства. Соберете се и пристапете, дојдете и почујте и ќе ви кажам нешто. Сите вие што сте го налутиле Бога, соберете се и видете што ми покажа Бог за надзидување на мојата душа. На прво место ќе го ставиме излагањето за презрените подвижници, достојни за секоја почит. Да чуеме, да запомниме и да го извршиме она што тие луѓе го прават, сите ние што сме паднале во неумесен грев. Станете и стоите вие турнатите од гревовите. Обрнете внимание, браќа мои, на оваа моја поука, начулете го своето уво, вие што сакате повторно да се помирите со Бога со вистинско обраќање. Многу слушав за еден возвишен и необичен подвиг и за смирението на оние што живеат во засебен манастир наречен затвор, што се наоѓаше под посебна управа на спомнатиот светилник над сите светила. И додека уште се наоѓа во неговиот манастир, го замолив овој праведник за одобрение да ја посетам таа издвоена обител. Великиот, не сакајќи со ништо да ја растажи мојата немоćна душа, ми го допушти тоа. Кога пристигнав во манастирот на покајниците, таа вистинска земја на оние што плачат, го видов на вистина, ако не е дрско да се рече, она што окото на небрежниот човек не го гледа и увото на лекомислениот не го прима, и на срцето на мрзливиот нема да дојде. Прво послание до Коринтијаните 2:9. Дела и зборови што се во состојба да го победат дури и самиот Бог, живот и подвизи кои што веднаш го предизвикуваат Божјото човеколюбие. Меѓу тие виновници без вина, видов некои како по цела ноќ до раното утро стојат под ведро небо, не поместувајќи си ги нозете. Сонот со силата на природата жално ги соборува, но тие и покрај тоа не си даваат ни најмала починка, туку се прекоруваат себе си и се расонуваат со навреди и прекори. Други в кочането гледаа во небото и плачејќи и со лелек довикуваа помош од онде. Некои стоеја на молитва со раце врзани зад грбот, како да се осудени, со смрачен поглед вперен во земјата, сметајќи се за недостојни да гледаат во небото или да му се молат на Бога. Силно измачувани од своите тажни мисли и од грижата на совеста, не наоѓајќи никако ни од каде да ја почнат молитвата, само збунетата душа и занемениот ум му ги представуваа на Бога, исполнети со мрак и тенкосетно очајание. Некои седеа на земја, на вреќе и пепел, го криеа лицето меѓу колената и удираа со челото по тлото. Други постојано се чукаа в гради, повикувајќи ги својата душа и својот поранешен живот да се вратат. Едни меѓу нив ја натопуваа земјата со солзи, а други пак, не можејќи ни да плачат, се биеја самите себе си. Едни тажеа над својата душа како да е мртва, не можејќи да го поднесат страдањето во своето срце. Други ќе заурлаа во себе, но гласот сиот им се смрзнуваше на устните,
Понекогаш, кога не ќе можеа веќе да се совладаат, ќе крикнеа. Видов таму некои кои што од силна тага беа како надвор од себе си, некои што станале глуви и неми од својата несреќа, наполно смрачени и како нечувствителни за се што се однесува на овој живот. Тие со умот слегле во бездната на смирението и со огонот на својата болка ги беа исушиле солзите во нивните очи. Други седеа замислени, свивајќи се кон земјата и постојано кимајки со главата, така колавови рика од длабочината на срцето и со ноктите го гребеа тлото под себе. Некои меѓу нив полни со надеж, бараа и молеа за целосно проштавање, а други во своето бескрајно смирение се сметаа себе си недостојни за прошка и со тага говореа дека не можат да се оправдаат пред Бога. Некои пак го преколнуваа Господа овде да бидат казнети, а таму помилувани. Други, мачени од тешка грижа на совеста, го молеа од се срце да не ги казни, но и да не ги удостои со царството, велејќи тоа би ни било доволно. Видов таму и души толку понизни и потиштени и така притиснати од тежината на гревовното бреме, што би можеле и камен да разнежат со нивните зборови и лелеци устремени кон Бога. Зашто говореа лежејќи ничкум на земјата. Знаеме дека заслуживме секаква казна и мака, и тоа е праведно. Дури и кога сета вселена би ја повикале да плаче со нас, би немале доволно да отплатиме за нашите огромни долгови. Но само тоа го бараме, само за тоа молиме и преколнуваме: во јароста Твоја не обвинувај не и во гневот свој не казнувај не. Псалм 6:2. За нас е доволно да се ослободиме од Твојата голема закана и од тајните неискажливи маќи. Да бараме потполна прошка не се осмелуваме. Како и би можеле да го бараме тоа, кога не го одржавме Твоето ветување, туку го нарушивме и покрај тоа што веќе го почувствувавме Твоето човеколюбие и добивме прошка за своите гревови. Таму можеше да се види и практично остварување на Давидовите зборови. Може да се видат луѓе намачени, свиткани до крајот на животот, кои по цел ден одат тажни. Псалм 37:7. Со смирисани и загноени рани по телото, за кои што тие и не се грижат. Луѓе што забораваат да го јадат лебот свој, а водата ја пијат помешани со солзи, прав и пепел наместо јадат наместо леб. Луѓе на кои што кожата им е залепена за костите, исушени како сено. Псалм 101:5, 10 и 12. Меѓу нив, ништо друго не можеше да се слушне освен вакви зборови. Леле, туф, право е, право, поштеди Господи. Некои говореа: смилувај се, помилуј не, а други уште потажно: прости ни Господи, прости ако е можно. Меѓу нив можеа да се видат јазици запалени и исплазени како на куче. Едни се казнуваа себе си со жега, други со студ. Некои би вкусиле малку вода, па веднаш би престанале да пијат, колку за да не умрат од жед. Други би вкусиле малку леб, па би го фрлале со раката далеку од себе, говорејќи за себе дека се недостојни за човечка храна, бидејќи извршиле нешта својствени за животните. Каде би можел кај нив да забележиш смеа? Каде празнословие? Каде лутина и гнев? Тие не знаеја дека гневот воопшто постои кај луѓето, зашто кај нив плачот беше уништил секакво чувство за гнев. Кај озборување? Празник? Бесрамен јазик? Негување на телото? Зарем и трага од славолюбие? Кај сметање на раскош? Каде помисла за вино, вкусно овошје, подготвување храна, наслада на грлото? Грижата за сите нешта на сегашниот живот кај нив наполно беше исчезнала. Каде би можело меѓу нив да се сретне грижа за што и да е земно, или осудување на кој и да е човек? Никаде. Нивните зборови и лелеци кон Господа беа постојано такви. Едни силно се чукаа по градите,
како да стојат пред небесните двери и му говореа на Бога: отворени суди, отворени, зашто со нашите гревови ги затворивме пред себе. Отворени. А други: покажи ни го само лицето Твое и ќе бидеме спасени. Псалм 79:20. Некој пак: покажи им се на несреќените што седат во темнина и во смртна сенка. Лука 1:79. А други: што поскоро нека не стигнат милостите Твои, Господи, зашто сме изгубени и очени. Осиромашевме многу. Псалм 78:8. Едни велеа: ќе ни се покаже ли воопшто Господ? А други: ќе ни се смилува ли најпосле Господ? Ќе го чуеме ли да ни рече нам, врзаните со неразрешливи врски: излезете? И на оние во адот на покаянието: простено ви е? Стигнали нашиот лелек до ушите Господови? Сите тие пред очите своји вечно ја имаа смртта и говореа: што ќе биде со нас? Каква ќе биде пресудата? Каков ќе ни биде крајот? Ќе не повика ли назад? Има ли простување за мрачните, бедните, за осудените? Стигна ли молењето наше пред Господа? Или е според правдата одбиено за наше понижување и срам? А ако стигнало, колку го смилостивило? Со каков успех? Со колкава полза? Со какво дејство? Зашто тоа од нечисти усни и тела беше упатено и нема голема вредност. Во потполност или само делумно не измири со судијата, макар само наполу? Зашто навистина големи се тие рани и нивното лење бара многу пот и труд. Ни се приближили чуварите наши или уште се далеку од нас? Зашто дури тие не ни се приближат, секој наш труд е бескорисен и напразен. Нашата молитва нема сила слободно да му се обрати на Бога, ниту крила на чистота на кој би летнала кон Господа, освен ако не ни се приближат ангелите наши да ја земат и да му ја принесат на Господ. Повторувајќи ги често овие зборови, во недоумение си говореа еден на друг: напредуваме ли воопшто, браќа? Го добиваме ли она што го бараме? Не прима ли од повторно Господ? Ни ги отвара ли дверите на милосрдието? А други на тоа одговараа: кој знае, како што рекоа браќата наши ниневјаните. Нема ли сепак да се премисли Господ, Јона 3:9, и да не избави макар од најголемата казна? Ние во секој случај ќе сториме што е наше. И ако отвори, добро ќе биде и убаво. Ако не, нека и тогаш благословен Господ Бог, кој што пред нас праведно ги затвори. Сепак ќе продолжиме да чукаме и натаму до крајот на животот свој. Може би ќе ни отвори заради нашата голема дрскост. Затоа и се поттикнуваа еден со друг, говорејќи: да потрчаме, браќа, да потрчаме. Треба да трчаме, зашто заостанавме зад нашето убаво друштво. Да трчаме, не штедејќи го ова валкано и слабо тело, но да го одмртвиме, како тоа нас што не уби, како што правеа и блажените виновници што беа овде пред нас. Кај нив може да се видат колена исушени од многубројни метании, очи замаглени и пропаднати некаде во длабочината на черепот, без трепки, со образи ранети и воспалени од обилното пролевање врели солзи, со лица свенати и бледи, кои по ништо не се разликуваат од оние на мртовците. Гради болни од удари, измачкани со крв сплукана од удирањето в гради. Кај имаше местење на постелата? Каде чистење и крпење на облеката? На сите облеката им беше искината и валкана, покриена со вошки. Што е во споредба со тоа страдањето на бесомачните? Што е страдањето на оние што плачат над мртвите? Маќите на оние што се наоѓаат во прогонство? Или на оние што се осудени на убиство? Навистина,
Принудното мачење и казната на сите тие луѓе не е ништо во споредба со доброволното страдање на овие свети покајници. И не мислете дека кажуваме приказки, ве молам, браќа. Честопати го молеа оној голем судија, мислам на пастирот, тој анđел меѓу луѓето, и го убедуваа да им стави железо и окови на рацете на вратот, а нозете да им ги вовре во клади како наказнети робови и да не ги ослободува од таму, дори гробот не ги прими. Впрочем, некои ни гроб не сакаа. Не можам да го скрием ни ова навистина достојно за помилување смирение на тие блажени луѓе и нивната скрушена љубов и покаяние. Кога тие прекрасни граѓани на земјата на покаянието требаше да одат кај Господа за да се појават пред неговиот неподмитлив суд, тогаш оној кој ќе почувствуваше дека му се ближи крајот, преку настојателот го молеше и го заколнуваше великиот Ава да не го удостои со човечки гроб, туку да го фрли во реката или во полето како мрша на зверовите. Светилникот на расудувањето често и ќе постапеше така, заповедајќи да ги изнесат без опевало и почест. Но каква страшна и жална гледка се укажуваше при нивниот последен час. Зашто кога осудениците ќе почувствуваа дека некој од нив се готви да умре пред останатите, го обкружуваа уште додека беше при свест, па горко плачејќи на најжален начин и со најтажен глас, кимкајќи со главите го распрашуваа. Пламте од сочувство кон него и говореа: "Што е, брати, и со осуденику? Како е? Што велиш? На што се надеваш? Што мислиш? Го постигна ли она што со мака го бараше или не? Ја отвори ли вратата на милосрдието или уште си виновен? Ја постигна ли целта или не? Прими некоја потврда за своето спасение или надежта ти е уште несигурна? Доби ли слобода или твојата мисла уште се колеба и двоуми? Почувствува во срцето некое просветлување или се уште ти е прикриено со мрак и срам? Ти се јави некој глас кој што во тебе би говорил: "Ете, сега си здрав." Јован 5:14. Или "Простени ти се гревовите." Матеј 9:2. Или "Верата твоја те спаси." Лука 18:42. Или пак и натаму го слушаш гласот кој ти вели: "Нека се вратат грешниците во адот." Псалм 9:18. И "Врзете му ги рацете и нозете." Матеј 22:13. И "Да се отстрани безбожникот, да не ја види славата Господова." Исаија 26:10. Што велиш, просто, брате? Кажи ни, те приколнуваме, за да знаеме и ние што не чека. Зашто твоето време е заклучено и друго нема да имаш веќе довека. На тоа некој од тие што умираа одговара: "Благословен е Господ кој не предаде како плен во забите нивни." Псалм 123:6. А некој со болка говореа: "Ја премине ли душата наша расколебаната вода на духовите во воздухот?" А говореа така затоа што уште немаа слобода, туку оддалеку гледаа што се случува на тоа судење. А други со уште повеќе болка одговараа и говореа: "Тешко на душата што не го сочува заветот свој безпрекорно. Во овој и само во овој час таа ќе види што и се готви." А јас, гледајќи и слушајќи го сето тоа меѓу нив, за малку не падна во очајание, знаејќи ја својата рамнодушност и споредувајќи ја таа рамнодушност со нивното страдање. Па каква само беше уреденоста на тоа место, какви условите за живење, се мрачно, се смрдливо, се валкано и запуштено. Тоа место со право и е наречено затвор и темница за издржување казна. Со самиот свој изглед тоа е најдобар учител на покајанието и плачот. Сепак, она што за другите е незгодно и непријатно, згодно и сосем прифатливо е за оние што паднале од висините на добродетелите и на духовното богатство.
Зашто кога душата ќе се лиши од претходната смелост пред Бога, кога ќе загуби надежта дека ќе достигне безстрастие и ќе го скрши печатот на невиноста, кога ќе допушти неизината благодатна ризница да биде ограбена и ќе се отуѓи од божествената утеха, кога ќе го наруши законот Божји и ќе згасне прекрасниот пламен на низините солзи, тогаш таа, вознемирувана и болно пронижувана од сеќавањето на сето тоа, ако само се задржала во неа барем трага од искрата на љубовта или стравот Господов, не само што со сето срце се предава на погоре спомнатите маќи, туку се труди и самата себе си побожно да се уништи во подвигот. Навистина такви беа овие блажени. Бидејќи размислувајќи за тоа и сеќавајќи се на висината од која што беа паднале, говореа да се подсетиме на деновите стари. Псалм 142, 5. И на овој пламен на нашата ревност. Други го повикуваа Бога. Каде се Твоите некогашни милости, Господи, што и ги покажа на душата наша во Твојата висина? Погледни на пониженоста и на маките на слугите Твои. Псалм 88, стихови 50 и 51. А некој, кој ќе ме направи таков каков што бев порано, кога ме чуваше Бог, кога блескаше светникот на светлината Негова над главата на срцето мое. Јов 29:2. И како што во сеќавањето им доаѓаа нивните поранешни добродетели, така и почнуваа да плачат над нив како мали деца и да велат: каде е чистотата на молитвата? Каде низината смелост? Каде се сладките солзи место горчливите? Каде е надежта на совршената невиност и изчистувањето? Каде е очекувањето на блаженото безстрастие? Каде довербата во пастирот? Каде благотворното дејство на неговата молитва во нас? Сето тоа пропадна и како никогаш и да не било исчезна. Како никогаш да го немало помина и го снема. Говорејќи така и плачејќи, некои се молеа да полудат. Други го преколнуваа Господа да ги спопадне светата болест, т.е. епилепсија. Некои сакаа да бидат лишени од видот и така да го предизвикаат сожалувањето на луѓето, а други да се парализираат само да не бидат подложени на вечните маки. Јас пак, пријатели мои, заборавив на себе гледајќи го нивниот плач. Бев сиот надвор од себе, не можејќи да се воздржам. Но да се вратиме на нашиот предмет. Откако, поминав во затворот околу 30 дена, не можејќи веќе да издржам, се вратив во големото општежитие кај Великиот Отец. А тој се мудриот, гледајќи дека сиот се изменив, како да не сум при себе, почувствува која е причината за мојата промена и рече: што е, отец Јован? Ги видели подвизите на тие кутри луѓе? А јас реков: ги видов, отец, и се восхитив, па им оддадов признание на паднатите и уплаканите, поголемо одошто на оние што не паднале и не плачат над себе. Зашто со својот пад воскреснаа со такво воскресение, на кое повеќе не му се заканува никаква опасност. А тој рече: навистина е така. Па со неговите нелажливи устни ми го раскажа следното. Пред 10 години, рече, имав овде брат многу ревносен и вреден, па гледајќи го како гори со духот, треперев над него во стравот зависте на демоните, за во својот брз напредок да не се сопне некако на камен, што често им се случува на оние што чекорат брзо. Така и се случи. Доцна навечер дојде кај мене и ми ја покажа разголената рана. Мошне вознемирен побара лек, помоли раната да му се изгори. Гледајќи дека лекарот сака да примени не многу укоренит зафат, зашто беше достоен за сомилост, тој се фрли на земја, се фати за нозете на својот лекар, ги облеа со поројни солзи и побара да биде осуден во затворот што го виде ти.
Невозможно е за мене, лелекаше, да не одам таму. Најпосле успеа да го убеди својот лекар собствената милосредност да ја претвори во строгост, нешто што навистина ретко може да се очекува кај заболените. Тој веднаш поита кај оние покајници и стана нивен другар и сострадалник. Ранет во срцето со тагата на љубовта Божја како со меч, осмиот ден од тогаш отиде кај Господа, барајќи да не го погребаат. Но јас го пренесов ваму и го погребав со отците како достоен за таква почест. Зашто, откако издржа една недела како роб, во осмиот ден беше разрешен како слободен. А некој точно дозна дека тој од нечистите и бедни нозе мој не се подигна, додека не го смилостиви Бога. Не е ни чудо. Примајќи во срцето верата на блудницата, Лука 7:36, со иста таква увереност тој ги обли со солзи моите недостојни нозе. Се е можно за оној што верува, рече Господ. Марко 9:23. Сум видел нечисти души просто здивени од телесна похотливост, а откако се покајаа, тие својата нечиста љубов ја претворија во страстна љубов кон Господа и не грижејќи се веќе за никаков страв, ненаситно и се предаваа на љубовта Божја. Затоа и Господ за онаа целомудрена блудница не вели дека се плашела, туку дека љубела многу. Лука 7:47. Та затоа и била во состојба со љубов лесно да ја одбие љубовта. Знам, браќа мои прекрасни, дека подвизите за кои што ви раскажував, на едни ќе ми изгледаат неверојатни, на други како такви што ја надминуваат надежта, на трети пак дека фрлаат во очи. Но храбар човек, кога ќе слушне за такви подвизи, и оди со стрела на пламена ревност во душата. Оној што е послаб од него ја спознава својата немоќ и прекорувајќи се сами од себе си, веднаш стекнува смирение, да поаѓа по првиот. Само не знам дали може и да го стаса. А мрзлив човек нека не се ни допира до овде изложеното, за да не падне во отчаяние и да не го упропасти она што го прави. Тогаш на него би се исполнила евангелската изрека: на оној што нема ревност и она што мисли дека го има ќе му се одземе. Матеј 25:29. Штом ќе паднеме во јамата на беззаконијата, од неа не можеме да се извлечеме на друг начин, освен да се спуштиме во длабочината на покајничкото смирение. Едно нешто е меланхоличното смирение на покајникот. Друго, грижата на совеста кај оние што грешат, а трето пак оно блажено и богато смирение кое што со божественото дејство влегува во совршените. Нема ни да се обидеме со зборови да објасниме во што е суштината на овој трет вид смирение, зашто залудно би се труделе. Знак за вториот вид смирение се опфатното трпење срам. Навиката често тирански ги мачи и оние што плачат над своите гревови. Не е ни чудо. Науката за судот и за падот е многу таинствена. Ниеден човечки разум не е во состојба да свати кои гревови не се случуваат заради нашата небрежност, кои по Божја промисла, а кои заради тоа што Бог не препушта на самите себе си. Впрочем, некој и ова ми го раскажа. Кога во грев паѓаме по Божја промисла, тогаш брзо и се избавуваме од тој грев. Оној што допуштил да паднеме не дозволува да бидеме обземени долго од демонот на тагата. Ако сме паднале во грев, тогаш пред се треба да се бориме против тој демон, зашто тој, доаѓајќи пред нас за време на молитвата и подсетувајќи на нашата поранешна слобода пред Бога, сака да не одврати од молитвата. Не плаши се и ако секој ден паѓаш, и не престанувај да се молиш, туку стои храбро. Ангелот кој што те чува без сомнение ќе му оддаде признание на твоето трпение. Додека е уште свежа и запалена, раната лесно се лечи, но застарените, нелечени и запуштени рани тешко се лечат. За да се исцелат, потребно е веќе многу труд и сестрено залагање на лекарот.
Многу рани со време стануваат и неизлечливи, но за Бога се е можно. Матеј 19:26. Пред да паднеме во грев, демоните ни велат дека Бог е човеколюбив. А откако ќе паднеме, ни го представуваат како премногу строг. Не верувај му на оној кој што по твојот пат ти говори за твојот грев како за мала грешка. Само ова и ова не прави го, а она, па тоа не е ништо. Впрочем, честопати и мали подароци го стивнувале големиот гнев на судијата. Човекот кој што вистински и полага сметка на својата совест, го смета за изгубен секој ден во кој што не плачал, макар сторил тој ден не знам какви добри дела. Никој од оние што плачат нека не очекува дека во часот на својата смрт ќе добие потврда дека му е простено. Она што не е јасно, не е ни сигурно. Ослободи ме од стравот и извести ме дека ми е простено, за да се успокојам пред да заминам одовде, известен дека ми е простено. Псалм 38:14. Таму каде што е Духот Господов се раскинуваат оковите. Каде што е најдлабокото смирение, и таму оковите се раскинуваат. А тој што го нема ни едното ни другото, нека не се залажува. Оковане. Оние што живеат во светот не добиваат такви потврди, особено не оваа првата. Впрочем, некои што творат милостиња во мигот на своето заминување од овој свет, ќе дознаат колку им користела милостињата. Оној што плаче над самиот себе си, не го гледа плачот и падот и грижата на совеста кај другиот. Песот каснат од зверка уште повеќе се разјарува кон неа и од болката што ја чувствува во раната лаје непрестајно. Да внимаваме да не престанала нашата совест да не гризе не заради чистотата, туку затоа што на извесен начин се уморила. Знак на разрешеност од гревовите е тоа што човекот секогаш себе си се смета за должник. Нема ништо рамно на милоста Божја. Нема ништо поголемо од неа. Зашто оној што очајува врши самоубиство. Знак на грижливото покаяние е тоа што човекот се смета себе си заслужен за видливата и невидливата неволја која што го снашла, па и за нешто потешко од неа. Откако го видел Бога во капината, Мојсей повторно се вратил во Египет, тоест во самракот, за да прави тули, можеби за духовниот фараон. Но пак се враќа на капината и не само на капината, туку и на гората. Оној што ја разбира оваа поука, никогаш не очајува за себе. Великиот Јов падна во беда, но потоа стана двојно побогат од порано. Падовите на мрзливите постапувањето во монаштво се многу тешки, зашто им ја одземаат надежта дека ќе достигнат безстрастие и им садуваат мисла дека за блаженство доволно е ако само станат од јамата. Внимавај, ние никако не се враќаме по истиот пат по кој што залутавме, туку по друг покус. Видов двајца монаси кои што на ист начин и во исто време грабеа кон Господа. Едниот беше стар и предничеше во подвизите, другиот беше ученик. Па сепак, ученикот ја претрча патеката побрзо од старецот и прв стигна до гробницата на смирението. Јован 20:4. Сите, а особено паднатите во грев, треба да внимаваме да не ни се вовлече во срцето болеста на безбожниот Ориген. Неговото погано учење за Божјото човеколюбие е мощно прифатливо за луѓето што сакаат уживање. Во поуката моја, а најмногу во покајанието мое, се разгорува огнот на молитвата и изгорува шумата на гревовите. Псалм 38:4. Белег, образец и пример за покаяние нека ти бидат погоре спомнатите осуденици, па сиот живот нема да ти биде потребна никаква книга, дури не те осветли Христос, Синот Божи и Бог, со воскресението на вистинското покаяние. Амин.
На петото скалело се искачи покајнику, со покаяние си ги исчисти 5 сетила и со преземање доброволни маќи врз себе ги избегна вечните маќи.